проценка на ризик на вработените во вакви услови. За жал, моите информации кажуваат дека многу ретко или во многу малку установи во државата е направена проценка на ризик на вработените, а тоа е законска обврска на работодавачот. Мора да се направи проценка на ризик, мора да се види кој вработен, кој воспитуваш, неговател или наставник, какви му се ризичните години во однос на COVID-19 и работодавецот да преземе, практично директорот да преземе мерки и активности соодветни со кои што овие загрозени вработени би ги повлекол и не би имале директен контакт со учениците, со децата, со родителите и би се избегнала можноста за зараза. Вие како синдикат, како СОНК, кој е вашиот нареден чекор кој би го превземале во однос на овие прашања? Еве, на ваков начин, на слични начини, преку апелирање, ова е предупредување на работодавачите да превземат мерки за безбедност и заштита на вработените. Практично тоа има законска одредба. Се спротивно, доколку не превземат мерки, тоа би било и кршење на закон кој што би од тука натака би имало санкции. За волја на вистината и во ова прилика сакам да ги предупредам, значи ова не е никаква закана, меѓутоа е предупредување до надлежните, до директорите пред се, до општината, да направат проценка на ризик, да ги утврдат годините на старост, така се вели тој термин, години на старост на COVID-19 и да направат реорганизација на работниците во нивните установи. Би сакал уште да истакнам дека секој оној заболен од COVID ќе треба пред се да информира трудовата инспекција. Заболувањето на COVID треба да се третира како повреда на работно место, значи затоа е многу важно да се информира трудовата инспекција најнапред и после процедурата таква како што е, за да може на крајот на криштата да си ги оствари своите права од работен однос и неговото боледување практично да биде исплатено во 100% износ. Во спротивно, ако не се испочитува процедурата, ако трудовата инспекција не е информирана, тогаш соодветно на законските прописи ќе биде исплатено 70 или 80%, онака како што е впрочем обичното боледување. На ваша изјава рековте дека треба да се ангажира дополнителен број на наставници или пак да се исплати за прекувремена работа на